интересен, бомбастичен наслов кој вели кај македонци да работиш во Швајцарија, мајчиното млеко ќе го повратиш. Стравотни сведоштва за работа кај наши во странство. Бога ми, ако се работи за повраќање на мајчиното млеко, сигурно се работи за сериозен проблем. Сега јас не сум во Швајцарија, туку сум во Сиднеј, во Австралија. За луѓето кои го пратат овој канал, знаат дека каналот е наменет на емигрантската приказна. Денес немам некој кој ќе се согласи да ја сподели неговата екзотична емигрантска приказна од овде од Австралија, али во слободното време можеме да се дружиме со некои вакви или слични видеа и теми. Сега, понатаму вели, она што изненади се коментарите на постот кои ги напишале жени и девојки од Македонија, а кои не штедеа зборови кога опишува како е да се работи за нашите во диаспората. Вела дека ништо полошо, сигурно се работи за печатна грешка, дека ништо полошо нема, дека ги третираат многу лошо, не ги пријавуваат, не им дават убава плата, ги малтретираат и ги омаловажуваат. Те се долу во коментарите, некоја жена споделува незино лично искуство. Има многу искуство, вели, со надеж дека ќе најдам на нормални. Немат нормални, ова изгледа е од Охридскиот крај, без осигурање, без поштовање, додека не осетите на своја кожа и да ви кажувам, нема да ми верувате. Страшно. Престрашно не можете да бидите. Само во Англија, кај англичани, тоа е сосема спротивност. Тоа беше рај. Значи, англичаните биле рај. Пред неодамна бев на дното од пеколот. Но среќа што знам јазик и што имам кредитна картичка. Значи, личноста овде тврди дека спасот може да биде јазикот и кредитната картичка. Само си платив пат за таму и после 3 дена само си платив пат за назад. Бев пресреќна, се спасив со големи букви. Во ваква ситуација парите се најнебитни. Значи се спомнува дека парите пред една реченица ја спасиле, а сега се небитни. Се уште не можам да поверувам. Таа не беше излезена од лудница, туку избегана од лудница, зашто таквите не ги пуштаат да излезат. На среќа моја и немаше крај и денес се чувствувам престрекна. Затоа барат од овде, зошто дојме, да одиме, сигурно се мисли на црно и немаме право за да бараме правна помош. Да имав бугарски пасош, ќе ја напикав од кај што излезена. Значи, бугарскиот пасош има способност да го напика некој од каде што е излезен. Ама бегај, спасувај жива глава. Кај македонци да работиш, мајчиното млеко ќе го повреќаш. Самата знаеш, син ми е во Англија, чуваше дедо. Значи, баби, дедовци. Го најдов овој текст на социјалната мрежа, последните 2 до 3 дена кружеше, како некој наш работодавец, нашинец во Швајцарија изнесува оглас на социјалната мрежа и бара работник или работничка. И како биле малтретирани и така натаму. Се не знам како можеме да му веруваме на автентичноста на ваквите текстови, пошто сведоци сме на вакви слични приказни, може да се јават, не знам со која мотивација, со која цел ги креират, али се десило да прочитаме слични вакви работи за нашинците кои живеат надвор од државата. Ајде да кажеме дека текстот кој осамна на Facebook, дека е вистина. Дали стварно не треба да работиме за наши луѓе, за наши македонци, кога се работи за надвор во диаспората. Тоа е лично моје мислење, значи не ја представуваме со овде популацијата, значи македонскиот народ во Австралија и нигде во светот, значи ова се базира на моето живење во Австралија овие долги години и ќе ви даме мислење на крајот дали стварно ова е така или не е така. Сега ќе ви даме конкретен пример. Една пријателка пред едно 5-6 години тука кога дојде на таа студентска виза, кога станува збор за тие студентските визи, морам да кажам дека последните 5 до 10 години се многу зачестени. Значи тие студентски визи што да правиме слаба економска држава, сиромашна држава, нашиот народ ги си бара излез од државата. Мене најчесто кога ќе ме прашаат како е Македонија, каква држава, некои луѓе што поима немаат ништо од врска од географија, од Балканот, од таму, каква држава е Македонија? Со обично Македонија е супер држава, али имаме еден проблем, значи
младите и невработеноста. Значи младите, нема работа за младите, приморани да ја напуштат државата, така да држави како Австралија, Германија, Америка не треба да водат грижа за нивната иднина со држави како Македонија, пошто ќе бидат населени со многу млад и надежен кадар. И сега пучени од ова, нашиот народ од секогаш ја напуштал државата, од секогаш кука нема пари. Сега како што кажав, последните 10 до 15 години во Австралија влада еден тренд со тие студентски визи. Јас познавам луѓе студенти тука кои се снашле многу добро, многу ретки се тие, значи многу добро, многу ретки, можда 1-2%, али повеќето од нив се работи за млади луѓе, парови кои се оддадоа од пари давање. Значи се оддадоа од пари давање и не можат да врзат крај со крај. Легално тие можат да работат, дајни му се 20 сати. Ако добро се сеќавам, околу 20 или 22, така нешто, околу 20 сати, доколку се работи за државен празник или ако се работи за одмор, мислам да не се зголемва тие така нешто варираат во текот на годината, али генерално земено 20 сати. Со 20 сати во Австралија не можеш да преживеш. Значи 20 сати не се доволни во Австралија. Тие 20 мораш да имаш минимум 40 сати во неделата за да живееш скромно, не да живееш богато, скромно да живееш. И сега тие има 20 сати студентите и плюс овие 20 сати што мора да се снајдват од негде на црно ваму таму. Сега има идиоти некои такви овде во Австралија кои со нивната мака, значи со маката на луѓето пробваат да се живуваат, да ги подценуваат и така натаму. Сега имав почнав муабетот со едни пријатели кои беа дојдени нова на студентска виза и нормално следуваат тие 20 сати легално да ги работи и ми вика, рече, како сте со работа, се најдваме еден ден, ми вика, рече, најдов, рече, една жена, многу, рече, тешко ни оди со работа, не е баш она како што очекувавме, и една жена македонка, не знам дали пријателка нивна, дали некоја роднина, рече, ни се јави, рече, таја не знам како му биде името, рече, ни се јави, му била гаражата за чистење, ако можеш, рече, да ни дојдеш, да ни поможеш да исчистиме гаражата, ќе ви потврлам нешто. Значи, тоа е тој живување кој го спомнав пред малку. Како ќе ви потврлам нешто? Значи, ако гаражата тебе ти е за чистење, овие луѓето знаеш дека му требаат пари. Знаеш дека се дојдени на студентска виза, знаеш дека не можат да врзат крај со крај. И ако стварно ти сакаш да му поможиш на овие луѓе, ќе му кажеш, слушајте, гаражата ми е за чистење денес, јас така би направил. Гаражата ми е за чистење денес, има работа 4 сати, ќе ви дам $200, по $50 сатот. Или ќе ви дам $30, или ќе ви дам 20. Значи, треба да се направи договор. Значи, така се препазар. А не може, например, овие луѓе дојдени од Македонија, само да поминам, овој несигурен ми е, не може овие луѓе дојдени од Македонија и знаеш дека се страдни за пари, дојдете ќе ви потврлам нешто. И колку е то потврлањето? $20 ќе му потврлиш за 3 сати, 4 сати, што овие луѓе ти го чистали ѓубрето долу во гаражата? Што стварно се тие луѓе од мака дојдени тука. Исто имаш еден друг пример. Со еден пријател мој се најдовме пред некој време и нешто разговараме слично на ова тема и ми вели, и јас ми кажа таму како некој му задржал пари, како не знам, му борџел пари за некоја работа што ја завршил да не му платил, и јас му викам дека стварно мене ми е чудно. Јас сум немал искуство, например, додуше минимално сум бил во тие некои, да кажам, деловни врски со наши македонци, али никогаш во животот мене не ме зафркнал македонец. Или да ми борџи добро са негде $5, 10, 20, 50 со си дал, закаснал, то не го рачунам. Али да се договориме нешто и да не ми плати, например, то нешто ми се нема десено. Например, македонците, не дека сме ние цвеќиња, али со македонец рака го пуштиш овде во Австралија, мислам дека раката е пуштена. Значи имаш ти тука индици, пакистанци, не знам, арапи, тука рака пуштање со нив, ако нешто се договориш за бизнис, ако нешто се договориш за работа, рака пуштање е како едно поздравување. Пример, колку колата, толку колата, утре другин ќе ти се јави, ќе речи дали ќе можеш да ја спуштиш малце. Абе, како да ја спуштам колата ко се договоривме на таа цена? Ама знаеш мајка ми, ама знаеш татко ми, ама знаеш... Затоа морам да ја пофалам македонците кога се работи, например, за договор, барем според, пак велам, ова е мој искуство.
Значи, ако се работи за договори, ако се работи за пари, чим се пушти рака со наш македонец, рачунајте 99% работата е завршена. И сега овој ми вика пријателот нешто правиме мувет, ми вика рече ми борџи не знам толку пари, работа кај него, ми борџи рече толку пари. И јас му викам стварно јас немам никакво искуство на пример со наши со македонци да сум работел нешто да не ми платат, значи не се деси. И ми вика рече, ама ти рече забори рече како е да се биди на студентска виза. Реков молам. На студентска виза реков јас никогаш не сум бил. Јас дојдов иселенички во ова земја со уредна документација. Па рече зато рече ти не знаеш. Да видиш рече што се дешава со студентите. Па одат рече па не му плаќат, па значи јас ова го немам искусено, али ми е кажано дека стварно ако си на студентска виза и може да се деси на пример наши да не плаќат. Исто тука, например, човек кој јас лично го донесов во Сиднеј, значи лично јас го донесов во Сиднеј и лично јас му најдов работа нешто тука најдваше, работеше човекот нешто да изведи некои мали пари на рака за да си оди Македонија, да си однеси некој динар и човекот му остана $100 должен, едно го ведо тука во Сиднеј. Кој ќе ме види тука низ Рокдел, бега. Значи, дали можеш толку мизерен да бидиш да му оставиш, например, $100 борч на некој што дошол од Македонија, што не си ја знае макат. Дошол тука да извее некој динар, да извее некој долар за фамилијата таму да однеси да ја прерани, значи дошол тука од мака како мене, како сите тука и ти му остануваш $100 борч на таков човек. Значи треба се ептен не човек. Значи вакви примери има. Сега дали значи дека ние сме македонците лоши луѓе, ако се десиле вакви работи. Со еден збор јас не мислам дека ние македонците сме лоши луѓе, значи то ни на крај памет, пошто на крајот на криштата ако дојдиш да кажем некој иди од Македонија овде, му треба нешто помош, тој сигурно ќе се обрати кај македонец. Јас да немам нешто, сигурно дека немам јас поблиски односи со африканци или со не знам со кинези, таму со пакистанци, него со македонци. Например, ете некој од кај нас да дојде овде во Сиднеј, рачуне дека се возиш ништо, не знаеш ни јазик, не знаеш ни места, не познаваш луѓе и рачуне дека се возиш во возот низ Сиднеј. И сосем случајно во тебе се турка некој црнец. Од кај си, шо си, например, оно сосем случајно се јавува некој познанство и тој црнецот ти вели, абе слушај, а од Македонија си, абе таму и таму да ти каже дека има убаво место за јадење, оди седни си јади, да ти каже некои совети за Сиднеј. И ти дали ќе прифатиш неговите совети? Ќе се речеш, кој е ве човек, шо ми кажува мене, кај е довес, прв пат е совет, појма неа. Ќе излази тој црнец во некоја станица и ти ќе го забориш. А од друга страна, ако е тој македонец, например, ти каже, од Македонија си ти, стварно, таму има многу убаво место за јадење, тука има кебапи, тука има плескавици, да одиш таму да си помините супер, значи да ти дај некој наш македонец совет не е исто како да ти дај некој друг. И ти нормално ќе го слушаш. Така да поентата на ова цела приказна ми е дека сигурно нашите, например, со нашите имаме многу подобра конекција. Сега ние лоши сме били. Не оди бега од македонци, значи има стереотипи бега од македонци. За тие што се во диаспората. Немој таму да одиш, немој со македонец да си имаш работа. Во ред, стереотип. Ама не може да вршиме класификација на цела македонска популација овде, значи не е така. Стереотипи, со македонци да немаш работа, со кој да имам работа ако не со македонци? Па на крајот на криштата јас имам турчин, прв комшија. Исто така имаме другар турчин кој играме фудбал. И овој турчино што играме фудбал, еден ден иди кај мене дома да ме земи со колата, и јас му викам треба да запознам овој турчинот, овој комшијата ми е прв комшија, турчин, исто како тебе. И ми вика бега рече понастрана турци шо подалеку. Значи турчинот го вели истото што го велиме и ние за македонците. Бега на страна од македонци, овој ми вели јас морам да те запознам, најдобар комшија ми е, прв комшија ми е турчин како тебе, и ми вели бегај шо понастрана од турци. Исто друг пример австралијанец тука, малишоните што одат на училиште, еден од родителите австралијанец и ми кажуваше како ко бил млад, одел низ Европа шетал и му викам дали најде некои други австралијани. Рече бегат од австралијани. Значи и турчино ми вели дека бега од турци и австралијанецот ми вели дека бегам од австралијани. И не со македонците или турците, мислам дека идеме од едно поднебие, од Балканот, кај што е за сите горе долу исто. Значи ние сме
како да се изразам, ние сме родени слуги, значи ние бевме 500 години по турците, 562 години, 564 колку, значи за 30 години, неполни 6 века, ние бевме по турците, како мало дете стално се прашав како можеме да видиме 600 години по турците, не само ние, Македонија не беше сама по турците, тука беше Србија, тука беше Грција, тука беше Бугарија, значи не сме биле ние проблемо македонците само, значи тоа е тој цел балкански менталитет. Ние сме добри слуги. Ние сме во тој дух, значи ние сме добри, послушни, значи затоа општеството овде нема на пример мака од македонци. Добри инциденти има сегде, али генерално земено на пример во Австралија општеството нема мака од македонци. Македонците градат, македонците учествувале во градењето на сите знаменитости кои се изградени овде во Сиднеј, Оперската куќа, не знам, мостот на Сиднејскиот залив, значи македонците, како и сите, повеќето од имигрантските групи придонесле за да се гради ова држава, не да се руши. Сега ние се најдваме паметни бега од македонци. Кај да одиме? Значи, ови се сите тие некои стереотипи измислени од некои не луѓе, да кажам. Тоа е моje мислење. Значи ние треба сами да почнеме да се почитуваме на прво место и после да чекаме да не испочитуваат другите. Значи нас не прекрстија. Ние со прст не мрднавме. Ама сме направиле протест, ама сме направиле ова. Ние со прст не мрднавме. Зборам како македонци, не како австралијани. Апсолутно со прст не мрднавме, а сите не прекрстија. И сега кој ни е крив? Кој ни е крив? Не знам, можда другите националности, луѓе, групи, можда поинаку, не знам, за нив не можам да кажам, али ние ни го смена името и со прст не мрднавме. Значи треба сами да почнеме да се почитуваме. Значи тој фудбалер што игра во Абердин, како се викаше дечкото, Бојан Миовски. Значи тој клава гол пред некој време гледам и тој шкотскиот коментатор вели фудбалерот од Северна Македонија или не знам северно-македонецот вика, рече постигнува преубав гол. И сега ние долу во коментарите, како македонци, го напаѓаме коментаторот шкотскиот, кој не нареква северно-македонци. Мислам, шо е крив човекот дека ние самите се нарекваме северно-македонци? Мислам, ова е само еден пример на многу места, никогаш северна на Facebook. Тоа е сето во ред. Али ко се смена името, нас ко не прекрстија, никој не мрдна со прст. Така и да и луѓето кои ни се обраќаат нас со Северна Македонија, број да ние се нарекваме северно-македонци сами, значи официјално, и плюс два, шо работи има човекот, каква кривица има тој да во нештото, значи тој треба да биде политички ептен едуциран, да знае дека овие се викат Северна, ама ги прекрстија. Сега треба да ги нареквам Македонија. Шо 1% не го знае. Значи да почнеме да се почитуваме сите, тој ќе ни биде една најдобра појдовна точка која ќе ни важи за сите полења, без разлика дали се работи за стереотипи и слични вакви други наслови. Стигна дома во гржата и само да го завршам видеото, значи за вакви стереотипи не верувајте на се што ги прочитате на интернет, гледајте да си поможиме сите, гледајте да можеме да му некако било како да му поможиме на тие јадни души кои идат овде во ова земја. Така да ако можете поможете. Ако не одмагајте. А овие говеда вакви што знаат да останат бочни на наши луѓе од Македонија или да ги малтретират или во било како да му наштетат, тие се длабоко несреќни луѓе самите со себе, пошто ако е човек среќен, сигурно сум дека ќе може да пренеси среќа на друг човек. Фала за вниманието и што гледате. Поздрав и се гледаме во друго видео.